Незнаењето и климата го уништуваат лозарството во регионот. Минатата година на некои лозови насади беа евидентирани и до 100% штета од пролетните мразеви. Штирско јависо тамо горе, високото имаше и по 70-80% и поголеми оштетувања. Ако кон природата земјоделците се немокни, тогаш превентивата е решението. Тогаш земјоделскиот труд нема да е попуст, особено кај овошките. Собирање на листовите после завршување на сезоната, во тие листови има огромен број потенцијали за болести и инсекти. Значи, тоа е една од тие превентивни мерки. Второ, варосување на дрвството сега, во текот на месец март. Варосувањето не е тоа естетски некој феномен или потреба. Тоа е начин да се спрече пукање на кората на дрвата, во која се вместуваат сите штетни инсекти. Што се однесува за лозовите насади, потребни се овие превентивни мерки. Тоа е првото исхраната со основното ѓубрење и прихранувањето. И додатно ѓубрење треба преко листовите, тоа е така наречено фолијарно ѓубрење. Тоа е второто. Просто укроењето исто има тајни. Се знае што да се остави при кроењето, што да не се остави. Заштита, смета агрономот Иванов, има и од евентуалното измрзнување на насадите со така нареченото оросување. Тоа значи доток на доволно вода до нив. Мерката зимско прехранување исто така е неопходна за очекуван богат род. Од денешниот ден почнува прехранувањето на овошните и лозовите насади. Тоа е со азотни ѓубрева. Ние користиме кан. Кан, тоа е калиум амониум нитрат, 27%, а може да се користи и шалитра. Иако лозјата вообичаено на денешен ден беа полни со лозари, годинава поради автобуската несреќа на патот Скопје-Тетово, вообичаената прослава на заштитникот на лозарите изостана. Почит на светителот верниците му оддадоа во црква. Денеска е денот за лозарите, овоштарите, се попрскува со вода и тоа е празникот. Толку знаеме да кажеме, здравје нека дава Господ на сите и на нашите деца на сите. Нека за многу години празнику нека дава здравје и берекет и повечко грози. Старите викат дека има некоја посебна моќ припон да се сипе на лоза, на дрвце и мора да се почитуваат. Тие се православни работи, што треба да ги почитуваме. Ние и нашите поколенија понатаму. Ставаме вода, вино и ракија, за да има поголем род, да ги чува Свети Трифун од лоши времиња. А еве кој бил Свети Трифун. Време на владењето на царот Деки, кој бил богоборечки цар, незнабожец, Трифун бил предаден на мачење, бидејќи бил христијанин. Тој во својата самица, кога бил затворен, се молел на Бога и си велел, колку би сакал и со крв да го завршам маченичкиот мој живот. Така и се случило. Бил жестоко мачен, но раните не можеле ништо да му направат, па така била донесена пресуда да му биде одсечена главата. Пред да му се одсече главата, Свети Трифун се помолил на Бога да ги заштитува и пази сите оние кои ќе го слават неговото име. Во источниот регион има околу 1500 хектари, од кои годишно се добиваат помеѓу 10 и 16.000 тони грозје. Најголеми производители на грозје во регионот се Штип, Виница, Карбинци, кои заедно имаат 900 хектари под лозје и годишно производство на грозје од околу 9500 тона.